Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвив за денес. Бадентеровото мнозинство понекогаш ја доведува во прашање функционалноста на државата, вели председателот на движењето Знам, Максим Димитриевски. Ако има ново бугарско вето да ги прекинеме преговорите со Европската Унија, председателот на СДСМ Филипче предлага резолуција со црвени линии како заштитен механизам. Знаеш кој ти помогна да избегаш и кој лобираше да те вратат? Помогни сега. Дали СМС пораки со ваква содржина се испраќани од човек на ДУИ до унгарски мобилен телефон? Скопјани, Тетовчани и Кумановци први ќе го искусат безбеден град. Целта е да се спасат човечки животи, вели министерот Тошковски. Следното лето ќе имаме уште 3 ER трактори и 3 нови пилоти. Интересот за обуки се зголемил откако биле покачени платите. Синот направил фаул, а таткото влетал на терен да се тепа. Обвинение за насилство на фудбалски надпревар во Штип. А емисијата ќе започнеме со соопштението до јавноста од граѓанската иницијатива Тетово сака парк. Тие се огласија со реакција на потрошените 162.000 евра за заштитна ограда на кејот на реката Пена. Сметаат дека средствата можеле да се користат за работи кои не достигаат во Тетово. Ваквото трошење на средствата во услови кога општината секое неинвестирање во нови спортски терени, рекреативни содржини, детски игралишта, паркови, зеленило и пристојна урбана опрема го правда со немање пари и презадолженост е срамен чин и доказ за безидејноста или можеби на преголемата желба некој да испумпа што повеќе пари. Кој заклучи дека е потребна ваква превисока, прегуста железна ограда која оневозможува поглед кон реката на минувачите долж кејот, а чини прескапо е приоритет. Тетово нема доволно капацитети во детски градинки, училиштата се реновираат исклучиво со ретко добиени донации. Имаме улици без улично осветлување, опасни кучиња и смет по улиците, а не е подигнат ниту еден современ спортски терен по стандарди, ниту метар велосипедска или тримпатека. Во ваква состојба општина Тетово дава приоритет на железна ѕид ограда која чини цели 162.000 евра или околу 10 милиони денари. Недозволиво, велат од Тетово сака парк во нивното соопштение до јавноста. Јас нигде немам видено толку убава. Во снага тенка, висока, со очи сини небесни, со глас што душа минува и ми кажува.
devojko, od koja zemlja dalečna, jas nigde nemam videno, to kubava. Snaga tenka, visoka, so oči sini nebesni, so glas što duša mi ljuba i mi kažuva. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. I
Kajtan vegi ljubam ja, kajtan vegi ljubam ja. I da ljubam i da gledam, pa ide nema, dušo moja. Šekerna, šekerna, ti kaleša neverna. Šekerna, šekerna, ti kaleša neverna. Ravna snaga kršam ja, ravna snaga kršam ja. I da kršam i da gledam, pa ide nema, dušo moja. Šekerna, šekerna, ti kaleša neverna. Šekerna, šekerna, ti kaleša neverna. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче во интервју за Сител изјави дека смета дека владата води неискрена политика во однос на европските интеграции и свесно го пролонгира процесот без визија и без храброст. Според лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, францускиот предлог бил прифатен во отсуство на подобра опција и ни беше јасно дека друга шанса нема да имаме. Првиот човек на СДСМ тврди дека самата ВМРО ДПМН и во критиките и во ветувањата знае дека друга опција нема, а токму на тоа, како што рече, ја добија и довербата лани. Филипче вели дека СДСМ дава бланко поддршка ако се издействуваат подобри услови, но според лидерот на СДСМ, откако тие услови не доаѓаат, државата не смее бесцелно да чека. Наместо тоа, тој предлага конкретен механизам за заштита на државните интереси. Ајде тогаш да донесеме заедничка резолуција наша во собранието во која ќе ги кажеме нашите црвени линии. Еве, ако се случи ново вето на Бугарија, да ги прекинеме преговорите со Европската Унија, предлага Филипче. Тој смета дека Македонија губи и можности и дека младите гледаат застој и тоа директно влијае на нивната одлука да ја напуштат државата. Според лидерот на СДСМ, иако ВМРО ДПМН тврди дека прашањето на Европската Унија не е приоритет, истражувањата покажуваат спротивно. Огромна поддршка има и кај македонците и кај албанците, не смееме тоа да го занемариме. Сметам дека се губи време. Сите се свесни дека ние подобар предлог нема да добиеме и ја охрабрувам владата да каже до кога ќе се обидува, заклучи Филипче.
Коваца đodi na pazar, o fama, mi golobara načetam, mi golobara mačeta, o fama, načeta kira čijata, o fama, načeta kira čijata. Во одредени моменти Бадентеровото правило ја доведува во прашање функционалноста на државата, вели лидерот на движењето Знам за наша Македонија Максим Димитриевски, коментирајќи ја изјавата на министерот за правда Игор Филков дека употребата на Бадентеровото мнозинство се злоупотребува и ако е така, тогаш можеби е дојдено време да се размисли за потреба тоа да се редефинира, бидејќи Македонија мора да оди напред. Според него, изјавата на министерот Филков се однесува исклучиво на функционалноста на Бадентеровото правило. За нас како политички субјект, рамковниот договор е завршена работа, абсолвирана, и тој е во целост исполнет и реализиран, но фактот е дека во одредени моменти правилото на Бадентер ја доведува во прашање функционалноста на државата. Тоа веќе со потврда че го имаме по завршувањето на локалните избори, вели Димитриевски. Посочи дека одредени политички субјекти го злоупотребуваат Бадентеровото мнозинство.
Тој подлече дека партијата го поддржува рамковниот договор и оти е во целост исполнет, но одредени политички субјекти го злоупотребуваат Бадентеровото мнозинство. Изјавата дека употребата на Бадентер се злоупотребува и оти можеби е дојдено време да се размисли за потреба тоа да се редефинира, министерот Филков ја даде во интервју за Фокус, кое беше најавено пред гласањето во собранието, кога не беа изгласани измените на изборниот законник. Целта беше да се регулира и бројот на потписници што треба да ги соберат независните кандидати за да може да учествуваат на изборите. Подпредседателот на Демократската унија за интеграција, поранешен шеф на дипломатијата и актуелен кандидат за градоначалник на општина Чаир, Бујар Османи, рече оти со ова се потврдува планот за демонтирање на Охридскиот договор и тој се реализира чекор по чекор. Говорејќи на истата тема, премиерот Христијан Мицковски рече дека Бадентеровото мнозинство е дел од Охридскиот рамковен договор, а тој пак е дел од уставот и оти рамковниот договор е исполнет во целост, со што е завршена тема. А она што представувало суштински и институционален проблем, алатката балансер, која беше укината од страна на Уставниот суд, сега би требало да се реши со Законот за правична застапеност, во кој покрај етничката ќе има и компонента која ќе оценува согласно квалитетите и компетенциите на кандидатите за вработување.
Во партијата Влен добиле потврда дека пред неколку недели имало панична комуникација на Демократската унија за интеграција со ВМРО ДПМН во врска со кандидатурата на Бујар Османи за градоначалник на Скопската општина Чаир, брифираат партиски извори за порталот Плюс Инфо. Имено, првакот на ДУИ, Али Ахмети, пред неколку недели испратил емисари кај лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, да прашаат дали кандидатурата на Бујар Османи за Чаир е со висок ризик да изгуби и тоа би значило крај на политичката кариера на поранешниот министер за надворешни работи, може да се смета за јасен сигнал дека ДУИ е подготвен за внатрешни реформи после локалните избори. Извори за порталот Плюс Инфо тврдат дека од Бујар Османи бил криен негативниот одговор, вклучително и сите детали од аргументацијата. Во ДУИ стравувале дека Османи би можел да ја навлече аурата на лузер и дури и да се пишмани пред рокот за поднесување кандидатури утврден од Државната изборна комисија. Наголемо се шпекулира дека Османи во приватни кругови искрено споделил дека направил погрешна проценка за кандидат за Чаир, особено откако на терен станал свесен дека гласачите не му се наклонети нити нему, нити на ДУИ генерално, тврдат бриферите. Во меѓувреме во централата на Демократската унија за интеграција се преминало на планот Б. Наводно, некој од штабот на Бујар Османи на унгарски мобилен телефон испраќал СМС пораки со следната содржина: "Не заборавај кој те пренесе во Албанија, помогни му на Бујар. Знаеш колку сакаше да те врати во Македонија кога беше министер за надворешни работи." Во очекување сме Османи и ДУИ да ги коментираат овие гласини, особено на линијата Мала Речица – Будимпешта. Оди звездо, оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде, звездо моја, оди таму заспи. Темне таму, темне таму, звездо моја, срце во ме стега. Земни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам. Темне таму, звездо моја, срце во ме стега. Земни зимо, ладна зимо, нема кај да бегам. За тебе за тебе, звездо моја, ти си имаш небо. За тебе, зимо ладна, си го имаш снегот. А пак мене, звездо моја, што ке ми е живот.
život i to što go ima pod zvezdom i go dadov sijot. Za tebe zvezdo. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Побелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer, to zabajle, da upuvame. Ajde majstore, ludo neka je. Ovo ću mus, da se pamti, da i ostane. Nina nasviri silno, ej, razvali opa, ipa, opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, razvali opa, ipa, opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene, sve što imam će ti dati, a onda ti je. Sviri majstore, noć da naša je, sviri duri, živa voda, nese svoji me. Opa, 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 Nina nasviri silno,
razveseli me. Nina nasviri silno, ej, razvani opa i a. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, razvani opa i a. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Три Air трактори и тројца пилоти ќе бидат активни за наредното лето во справување со евентуални пожари. Во ноември годинава уште тројца пилоти за овие летала ќе бидат испратени на обука, најави директорот за заштита и спасување Стојанче Ангелов. 5-6 лица изразиле интерес за пилоти на овие летала и со нив дополнително ќе се разговара. Во наредниот период ќе се состанам внимателно со нив, се работи за искусни луѓе и би рекол дека имаат потенцијал лесно да ја завршат обуката, истакна Ангелов во интервју за телевизија Канал 5. Според него, интересот за ова работно место во Дирекцијата за заштита и спасување се зголемил благодарение на зголемените плати во авиоодделението на дирекцијата. Кога дојдов на позицијата на директор на ДСЗ, првата работа што ја направив, побарав двојно зголемување на платата на сите вработени во авиоодделението. Кога зборувам сите, мислам на 12 луѓе, да не мислите дека таму има 100 луѓе и нивната плата е двојно зголемена. Двојно е зголемена платата и на единствениот пилот на Air Трактор, професионално вработен во дирекцијата. И сега тој е изедначен со платите на пилотите на хеликоптери во полицијата и во армијата, појаснува Ангелов. Ангелов, кој воедно е и председател на Достоинство, прашан за законот за бранители, рече дека посегнувањето на темата за бранителите во овој момент ќе биде во корис на ДУИ, односно на криминогените структури во таа партија. Наша цел како влада и претходно како коалиција предводена од ВМРО ДПМН беше елиминација на криминогените структури во ДУИ, за кои што многу се зборуваше во јавноста. Овде не зборувам за целата партија, зборувам за некои личности за кои што има и отворени постапки. И во овој момент наша цел е да не се дозволи да воскреснат таквите криминогени структури. Затоа и ние треба да бидеме внимателни во овој период. Секое посегнување по оваа тема носи политичка корис на ДУИ. Мојот став како политичар, како председател на Достоинство, како неформален лидер на дел од македонските бранители е да се стрпиме да завршат локалните избори, истакна Ангелов и нагласи дека по изборите ветува дека ќе има значајно поместување напред. Според Ангелов, законот кој беше предложен во времето на поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска не е добар, бидејќи се однесува за само 15 семејства кои не биле обештетени и дека е потребно со законот да бидат опфатени и неповредените бранители.
sarda, видам бабо, раклишкото джаде. Железарда, видам бабо, раклишкото джаде. Во градот Скопје и во општините Тетово и Куманово, како и долж коридорите 8 и 10 од 1 јануари 2026 година ќе биде имплементиран проектот Безбеден град, безбедна држава. Се очекува до средината на наредната година со камери на раскрсниците да биде покриена целата територија на државата. Ова го соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски од Охрид. Министерот информираше дека измените во Законот за безбедност во сообраќајот и патиштата, во кои се имплементирани одредбите за безбеден град, во собранието го поминало првото читање пред матичната комисија. Тошковски порача дека со овој закон не се предвидува казнување на граѓаните со цел да се полни буџетот, туку дека целта е да се спасат човечки животи. Целта на овој систем не е да бидат казнувани македонските граѓани. Целта на овој систем не е да се полни буџетот на Република Македонија. Целта на овој систем е да се спаси барем еден човечки живот. Бројките се страшни. Во 2024 година имаме 142 жртви како последица на непочитување на сообраќајните правила и сообраќајни незгоди кои се случиле. Сигурен сум дека бројките ќе се намалуваат со ставање на системот во функција, нагласи Тошковски. Министерот порача дека контролите ќе продолжат и дека ќе ги заострат казните, особено во рамките на кривичниот законник, па освен парична казна, ќе се изрекува и казна затвор и трајно одземање на возилата со кои се сторени кривичните дела.
Основното јавно обвинителство Штип поднесе обвинителен предлог против едно лице за кривично дело насилство по инцидентот што се случи на 24 август на фудбалскиот стадион Бело Брдо во Штип. За време на фудбалски надпревар помеѓу пионерските екипи на фудбалските клубови Брегалница од Штип и Шкупи од Скопје, обвинетиот со грубо насилство ја загрозил сигурноста на оштетените две 15-годишни деца кои биле играчи во тимот на ФК Брегалница, соопштува јавното обвинителство. На децата им нанел телесни повреди, а кај оштетените останатата присутна публика и во јавноста предизвикал чувство на несигурност, загрозување и страв. Настанот се случил во 89-та минута од надпреварот, кога судијата поради прекршок доделил втор жолт картон со кој го исклучил од игра синот на обвинетиот кој играл за Шкупи. Незадоволен од одлуката, најпрво синот се однесувал неспортски и со тупаници и со удар со нога се обидал да се пресмета со еден од фудбалерите на Брегалница. Тогаш на теренот влегол таткото и со тупаници и клоци започнал да ги удира двете деца, нанесувајќи им телесни повреди. На игралиштето влегле и други лица од публиката кои спречиле понатамошна ескалација на настанот. Јавниот обвинител од Основниот суд во Штип достави и предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор за обвинетиот. Тој се гони за кривично дело насилство од Кривичниот законик. Zame ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe. Zame ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe. Tebe te nosa navenčilo, mene milo libe nanosilo. Sad me ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe. Sad me ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe. Tebe ti čukat kapanite, mene milo libe kapanite. Za me ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe. Za me ti je žalno libe, ama ni za mene, jaz da umram se zaradi tebe.
Zanetizano libe, aman i za mene, jaz da umram sve zaradi tebe. Zanetizano libe, aman i za mene, jaz da umram sve zaradi tebe. Jaz da umram sve zaradi tebe. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
Милан Иловски е фудбалски напаѓач од Соединетите Американски држави со македонско потекло. Тој настапува за тимот на Филаделфија од МЛС и во иднина би можел да настапува за Македонија. Летово Иловски се истакна на надпреварот против Ванкувер, кога во победата од 5-3 на неговиот тим, тој постигна 4 голови и тоа за неверојатни 12 минути, поставувајќи рекорд. Во интервју за порталот RG, Иловски зборува за неговата поврзаност со Македонија и за евентуален настап за македонската репрезентација. Целата страна од татко ми се македонци. Растев со мојата баба и дедо кои ми зборуваа на македонски. Иако не зборувам многу добро, јазикот го разбирам прилично добро и секогаш со нив сум контактирал на македонски. Горд сум што сум од Македонија, пораснав со македонски вредности и сите околу мене се однесуваа на таков начин, а тоа формираше и голем дел од мојот карактер и личноста која сум денес, вели Иловски. Сум разговарал со неколку фудбалери од македонската репрезентација и тоа би била интересна можност и нешто што сигурно би го разгледал ако ми се понуди. Секако се зависи од тоа како ќе се одвиваат работите и какви други опции ќе имам, но би размислил за се. Тоа би било позитивен чекор напред во мојата кариера. Отворен сум за сите можности да се представува една репрезентација, една вистина чест, истакнува Иловски. Тој настапуваше и во Европа, во тимот на Нордсиланд, каде беше една сезона. Нордсиланд е тим со јасен идентитет и фокус на играње и развој на млади фудбалери. Таму многу напредував за краток период, но на крајот не се вклопив во моделот што клубот сакаше да го следи и тоа е во ред. Имам голема почит кон луѓето во Нордсиланд, но за мене беше подобро да преминам во клуб каде што идеите и принципите се различни. Нордсиланд е неверојатен клуб за развој и лично унапредување, но за мене оваа преселба во Филаделфија Унион беше вистинско време и добра можност да се вратам во Америка и да играм за еден од најдобрите тимови, вели Иловски. На пресконференција селекторот Благоја Милевски одговори на прашање за Иловски, не ја исклучи можноста во иднина да го повика во националниот тим, но во овој момент не го следи. Што се однесува до Иловски, мислам дека контактиравме со него пред 2 години, уште кога играше во втората лига на Соединетите Американски држави. Моментално не го следам, да бидам искрен, но не значи дека нема да биде следен и во иднина, но треба да се стабилизира на едно место, да покаже потенцијал кој го поседува. На моменти покажува потенцијал, на моменти покажува дека е во барање на самиот себе, според она што го следев. Ќе видиме што ќе донесе иднината, изјави Милевски. Ти пред мене, ова машко срце ќе ми застане. Ех, со тоа тело како змија прдиш, леле Боже мајко, ќе ме полудиш. Жена ко тебе родена за мене, моите очи досега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го ветува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам.
дали се милувани. Ех, тие усни медени и вкусни, кажи дали на друг ти се ветени. Жена ко тебе родена за мене, моите очи досега не виделе. Опиени спунет, не знам што да правам, ама знам ке мора да те освојам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го вреднува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го вреднува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Само моја, твојот поглед тоа ми го вреднува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. Ти ке си моја, само моја, твојот поглед тоа ми го вреднува. Јас ке те љубам, тебе ке те љубам, и твојто срце ке го украдам. И твојто срце ке го украдам. Почитувани, дојдовме до крајот на ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Традиционално ќе завршиме со катчето за најмладите. Овој пат со приказната Девојчето со кибритчиња. Ви посакувам пријатен ден. Девојчето со кибритчиња. Колку ли беше ладно таа вечер. Врнеше снег, а ноќта надоаѓаше. Беше тоа вечер наспроти Нова година. Во тоа ладно и темно доба, по улиците талкаше едно малечко сиромашно девојче, гологлаво и босоного. Да, таа од дома беше излегла обуена, но како да се оди во огромни чевли? Тие чевли беше ги носела незината мајка. Ете колку беа големи. И девојчето токму тој ден ја имаше изгубено едната, додека трчеше по патот, исплашена од две кочии кои беа во итаница. Па така едната чевла не ја најде, а другата пак ја зеде едно момче кое рече дека од неа ќе биде многу добра лулка за неговите идни деца. И така девојчето шеташе боса, а незините ноџиња и беа поцрвенети и посинети од студот. Во џебот на незиниот стар скутник имаше неколку кутии влажни кибрити, а една кутија држеше врака. Цел ден таа не беше продала ниту едно чкорче, а никој не и ни подаде барем грош. Таа талкаше гладна и измрзната. Изнамачена беше кутрата. Снегулките се вплеткуваа на незините долги руси локни, кои убаво паѓаа по незините плеки, но таа воопшто не ни забележуваше дека се убави. Од сите прозорци се изливаше светлина. Улиците беа исполнети со вкусен мирис на печена гуска. Се чекаше новата година. Ете на што мислеше таа. На крајот, девојчето најде едно ќоше покрај една куќа. Таа седна тука и се стутули, подвиткувајќи ги нозете под себе. Но и стане уште поладно, а не смееше да се врати дома. Таа немаше продадено ниту едно чкорче. Немаше заработено ни грош, а знаеше дека за тоа ќе добие ќотек од таткој.
Згора на тоа размислуваше дека и дома ќе и биде ладно. Тие живееја на чардак каде завиваше ветерот, иако големите дупки во зидот беа затворени со сено и со партали. Незините рачиња беа сосема вкочанети. Ах, како ли би ги изгреал огнецот од едно мало чкорче. Само кога би смеела да извади едно чкорче, да го чкрапне од зидот и да се ги загрее прстињата. Девојчето со страв извади едно чкорче и чкрап. Чкорчето заискре и се разгоре. Девојчето го прикри со раката, а чкорчето почна да гори со рамномерен пламен, исто како светичка. Прекрасна светја. На девојчето му се стори како да седи пред голема железна печка со блескави бакарни топчиња и вратички. Колку прекрасно гори во неа огнот, колку е топло од него. Што е тоа? Девојчето ги испружи нозете кон огнот за да ги згрее. И одеднаш пламенот згасна. Печката исчезна. А во рацете на девојчето остана изгореното чкорче. Таа чкрапна уште едно чкорче. Тоа се разгоре, засвете и кога блескотот од него падна на зидот, тој стана прозрачен, како муслин. Девојчето виде соба, а во неа маса покриена со бело снежен чаршаф, на кој беа поставени садови од скап порцелан. На масата се ширеше чудесна арома. Беше поставена чинија со печена гуска со прелив од мудри сливи и јаболка. Најчудесно беше тоа што гуската одеднаш скокна од масата, со севљушката и ножот в грб и се стркала кон подот. Одеше таа право кон кутрото девојче. Но чкорчето се изгасна и пред сиротицата повторно се појави непробојниот, ладен и влажен зид. Девојчето запали уште едно чкорче. Сега таа седеше пред раскошна новогодишна елка. Таа елка беше многу повисока и поукрасена отколку онаа што имаше видено додека дзиркаше низ прозорецот од куќата на еден богат трговец. Илјадници свекички се разгореа на зелените гранки, а шарените цртежи со кои ги украсуваат излозите на продавниците гледаа на девојчето. Маличката ги подаде рацете кон нив, но чкорчето згасна. Огинчињата почнаа да се оддалечуваат и станаа јасни звезди. Една од нив падна од небото, оставајќи зад себе долга огнена трага. Некој умрел, си помисли девојчето, зашто незината баба, која неодамна беше починала и која ја сакаше најмногу на светот, неколку пати имаше кажано: кога паѓа звезда, нечија душа одлетува кон Бога. Девојчето одново чкрапна чкорче од зидот и во тој момент се околу неа се осветли, а во таа светлина девојчето ја виде баба си, толку мирна и светла, толку добра и мила. Бабо, извика девојчето, земи ме со тебе. Знам дека ќе заминеш кога чкорчето ќе се изгасне, исто како топлата печка, како вкусната печена гуска и чудесната голема елка. Таа на брзина ги чкрапна сите чкорчиња што и беа останале во кутивчето. Ете колку сакаше да ја задржи баба си. Чкорчињата засветеа со таква заслепувачка светлина што стана посветло отколку кога е ден. Баба и додека беше жива никогаш не била толку убава, толку величествена. Таа го фати девојчето за рака и облеани со светлина и со радост, двете се вознесоа високо, високо, онаму каде не постои ниту глад, ниту студ, ниту страв. Тие се вознесоа кон Бога. Во ладното утро го најдоа девојчето пред куќата, на незините образи играше црвенилото, на усните имаше насмевка, но тоа беше мртво. Тоа замрзна на последната вечер од старата година. Новогодишното сонце го осветли мртвото телце на девојчето со кибритчиња. Таа ја беше изгорела, речиси, сета кутија. Девојчето сакало да се згрее, велеа луѓето, и никој не знаеше какви чудеса таа виде, во каква убавина таа и баба ѝ ја дочекаа новата година.
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.